клавирот. 88 клавиши, црни и бели како контрасти на животот. Еден инструмент, но бескрајни можности. Да се биде пијанист не значи само да се владеат техниката и интерпретацијата. Тоа е пат, животен пат полн со страст, дисциплина, жртви и понекогаш болка. Но зад секоја совршено отсвирена фраза, зад секоја ноќ помината над клавиатурата, стои приказна за борба. Борба со себе, со сопствените граници. Совршенството кон кое се стремат големите уметници е двострано, во музиката и во себе. Историјата е полна со пијанисти што оставиле белег, но и со приказни за болка, внатрешни конфликти и тежок товар што го носи животот на еден виртуоз. Некои од нив биле перфекционисти до степен на самоуништување. Други ја користеле музиката како бегство од реалноста, а некои пак поминали низ период на голема борба со себе, со своите стравови, со товарот на очекувањата. Овој филм е поглед за сцената, во умот и срцето на тројца исклучителни уметници. Тие не биле само виртуози на клавирот, биле борци, визионери, а понекогаш и жртви на сопствените идеали. Ке навлезам во нивниот свет, нивната уметност, нивните стравови и нивните триумфи. Ке видиме што значи да се живее за музиката и која е цената на тоа. You know, when I make music, it is so heavenly. I am in love with music. Actually, when I play, I make love. It is the same thing. Глен Голд, пијанист кој не само што ги прекрши сите правила, туку создаде нешто што малкумина може да го достигнат. Неговото свирење не беше само музика, туку длабока интелектуална и емоционална експресија. За него клавирот не беше само инструмент, туку и медиум преку кој можеше да ја обликува реалноста според својата замисла. На само 31 годишна возраст, на врвот на својата кариера, Голд донел одлука целосно да се повлечи од јавните настапи. За него концертите биле архаичен ритуал што не дозволуваат совршенство. Тој верувал дека музиката треба да биде прочистена од надворешни влијанија, дека мора да постои како чиста, совршено конструирана форма. Неговите навики биле подеднакво ексцентрични како и неговата уметност. Ниската столица, мрморењето додека свирал, носењето ракавици дури во најтоплите месеци. Тоа не биле само необични навики, туку стратешки начини на одржување на контролата без која не можел да функционира. Но зад оваа фасада на дисциплина се крие човек кој се борел со анксиозност, сценска треска и можни невролошки нарушувања како фокална дистонија. Голд поседува сложен психолошки профил, комбинација од шизоидни, нарцисоидни и обсесивно-компулсивни карактеристики, како и биполарност. Бил перфекционист, човек кој постојано создавал рутини и се изолирал од надворешноста. Но неговата генијалност има своја цена. Концептот на двојна исклучителност, феномен каде што високи интелектуални способности кои екзистираат со некоја форма на психолошки или невролошки предизвик, совршено се вклопува во неговиот случај. Тој беше виртуоз со неприкосновен музички гений, но истовремено личност која живеела во постојана напнатост, осаменост и хиперсензитивност, вели Евгенија Бидма, психолог и музиколог. Токму оваа дихотомија го прави толку фасцинантен. Неговата генијалност не беше само дар, туку и товар. Но токму поради таа исклучителност, неговата музика и денес продолжува да инспирира, отварајќи нови перспективи за совршенството, креативноста и комплексноста на човечкиот ум. Рахманинов не бил само виртуозен пијанист и генијален композитор, туку и човек што поминал низ длабоки психолошки кризи кои го обликувале неговиот живот. Неговата музика често е одраз на емоционалните превирања што го следеле низ годините, а неговата приказна е сведоштво за врската помеѓу уметноста и менталното здравје. Првите знаци на депресија кај Рахманинов станале очигледни по смртта на неговиот идол Петар Илич Чајковски.
Дури додека неговата кариера се развивала, тој често запаѓал во состојби на апатија и самокритичност. Внатрешната несигурност достигнала врв по премиерата неговата прва симфонија, која завршила како катастрофа. Критичарите биле немилосрдни, а еден од нив дури напишал дека музиката звучала како болест на умот. Ова довело до 3-годишна креативна блокада и длабока депресија. Рахманинов не можел да компонира, ретко настапувал и се затворил во себе. Во 1900 година, по инсистирање на неговото семејство, Рахманинов започнал третман со доктор Николај Дал, кој применувал хипнотерапија и психотерапија. Дал користил афирмативни сугести за да му ја врати самодовербата, повторувајќи му: "Ке компонираш со леснотија, ке создадеш ремек дело." Овој метод, иако контроверзен според денешните стандарди, се покажал како исклучително успешен во неговиот случај. За помалку од една година, тој го завршил својот втор пијано концерт, кој денес се смета за едно од неговите најголеми достигнувања и го посветил на Дал како знак на благодарност. И покрај закрепнувањето, депресијата никогаш не го напуштила целосно. Дури во подоцнежните години, Рахманинов се борел со меланхолија и несоница, а неговите дела често носеле темни, драматични тонови. Честопати во својата музика го користил мотивот од Диес Ире, средновековен напев кој символизира смрт и судбина, што укажува на неговата постојана борба со екзистенцијалните прашања. Кога избувнала Руската револуција, бил принуден да ја напушти татковината, што дополнително го погодило. Иако изградил успешна кариера како концертен пианист во Европа и Америка, носталгијата и чувството на изгубен дом никогаш не исчезнале. Додека неговата музика остава впечаток на возвишеност и емоционална длабочина, зад неа стои човек кој целиот живот водел битка со своите демони. Неговиот живот е потсетник дека патот до совршенството често е поплочен со страдање, но истовремено покажува дека уметноста може да биде и најмокниот облик на исцелување. Свјатослав Рихтер е еден од највлијателните пианисти на 20. век. Човек чија музичка интерпретација остава длабок впечаток дури и денес. Познат по својата непоколеблива посветеност, безкомпромисниот перфекционизам и мистериозниот карактер, тој не бил типичен виртуоз кој копнел по слава. Напротив, често бегал од неа, убеден дека вистинската уметност не е спектакл, туку интимно, духовно искуство. Рихтер никогаш не се стремел да биде звезда. Се спротивставувал на концептот на лична слава и сметал дека пианистот е само посредник меѓу композиторот и слушателот. Что многие говорят, что он с ума сошел. Я не играю для публики, я для себя играю. И если я получаю удовольствие, и мне нравится, как играть, тогда и публика довольна. Я хотел играть хорошую музыку и все. Во 1960 година, кога конечно му било дозволено да настапува надвор од Советскиот сојуз, неговата американска турнеја била вистинска сензација. Концертите во Карнеги Хол се сметале за триумф, а критичарите го опишувале како едно од најголемите музички откритија на векот. Но за разлика од еуфоријата што го обкружувала, самиот Рихтер останал длабоко незадоволен од својата изведба. Оваа ситуација совршено го отсликува Рихтер. Иако за другите бил врвот на совршенството, тој во себе носел постојана борба со сопствените стандарди. Я волновался ужасно. И, в общем, состояние какой-то паники. Успех был феноменальный. Да, может быть, то плохо было все. Очень плохо. Неговата мистериозност дополнително се зголемува со уникатниот начин на настапување. Често свирил во полумрак или со сосема изгасени светла. Оваа негова навика не била случајна. Тој сакал да го елиминира визуелното од концертното искуство и да ја стави музиката во преден план. Ну да, но это просто для концентрации.
Што би лучше слушали? За него, секој тон морал да биде совршен, секоја интерпретација длабоко смислена. Тој не се стремел кон слава или признанија, туку кон постојано надминување на сопствените граници. В общем, вещи мешают. Не в музыке, но вообще в жизни. Я себе не нравлюсь. Всё. Во овој проект сакав да ја истражам комплексната психолошка страна на пианистичкиот пат преку анализа на овие великани. Иако секој животен пат е уникатен, можеме да кажеме дека големите уметници се соочуваат со слични предизвици. Нивните борби со перфекционизмот, притисокот, како и внатрешните конфликти, отсликуваат која е тежината, но и возвишеноста на оваа професија. Во овој мини филм сакав да ја доловам таа длабочина, но и да оставам простор за размислување за тоа која е вистинската цена на уметничкиот гений.